i na solzeni oči dođaš ti ko vetro tih po mojte noći. Za tvrd pad te gledam, nesrećna mila, kako li bol istopi tvojte poletni krila. Ti moje to cveće, nego primaš veće, begaš od sve. Son, teško mi drvo na grobot posadile, studenilo, kosti mi zaledile. Eve naslon da se požalam čedo, ja sam Georgi, tvoj od koren pradedo. Si počivam na ovje grobišta, ova resensko selo izbišta. Tuka život od sam si ga odzedo, voracete na Boga se predado. Za dušman od nokti da ne mi korni, takvi smenije, site nepokorni. Si umrev za moj rod i za sebe, da ima sloboda da ne za tebe. Težinata je preteška, ne se trpi, spomen od mrtviloto mi telo go crpi. Sakam da znaje zašto tuka gnijam, nemam spokoj, ušte mirno ne spijam. Ova neka je amanet damnešen, smetam ne je grešen. Nisam ni bil grešnik, nitu pak bližnji od mi negosakav, od ubavi ni komita nestanav. Jaz nemam druga prilika da kažam, vo tvojite soništa gdje se tažam, da se pameti napiši, sostavi, za našite pokolenja ostani. So pesmaka Навера Самарјанин, застапена во 100-та книга од Ното на душата, ја отворам промоцијата на незината 100-та книга. Ви благодарам, драги поети, драги пријатели, драги љубители на убавиот пишан збор. Вие сте наследници на македонската азбука, пишувајте, да се шири, да се знае дека ние не сме од сега, туку од памтивек, од комицко, од античко, и мора светот да разбери дека ние не сме бугари, ниту нашата азбука е бугарска. Од дедо, прадедо сме македонци и ова парче земја кој го кинат, парчат, го ништат, било и ќе биде Македонија, но никога северна. За Вера Благоевиќ Самарјанин, знаете, сите вие, ви благодарам што сте тука и сите знаете со што таа се занимава, што работи, но сепак да се подсетиме, од во една прилика јас, иако години јас знам Вера, останав така занемена и си реков, жено бе, јас воопшто не те познавам. Значи, Вера Благоевиќ е една од најпознатите хуманисти на овие простори. Во моментот ќе ви ја читам рецензијата на Лила Арсовска од Велес и мислам дека има доста напишано и кратко сеопфатно да видиме која е Вера и што работела Вера. Таа е добитник на многобројни награди за хуманост. Хуманост на годината 1999 година. Великденска пофалница 2003, хуманист на деценијата 2006, мисионер на хуманоста 2008, награда по повод 4 ноември од град Битола 2009, награда од Националниот спомен дом на Мајка Тереза, плакета од Министерството на надворешни работи на Босна и Херцеговина и амбасадата на Босна и Херцеговина на Република Македонија
и многу други признания и благодарности. Вие многу добро знаете дека сите вие тука пишувате за мајка Тереза и останува уште она да се шири словото за хуманоста на мајка Тереза, која секоја година традиционално издаваме по една книга под покровителство на Вера Самарјанин, кои ние сами ги финансираме, и тие книги многу добро знаете дека патуваат широк светот. Во 2009 година е избрана за почесен конзул на Босна и Херцеговина во Битола од Министерството за надворешни работи на Република Босна и Херцеговина. Од оправдани причини Вера ја одбива таа почесна функција и прифаќа да биде председател на МАБИ на Република Македонија со седиште во Битола. Добива плакета од Министерството за надворешни работи, амбасадата на Босна и Херцеговина во Македонија и многу други признанија и благодарници. Во 2020 Вера е назначена за координатор за соработка од Асоциацијата Скопјанката Света Мајка Тереза на Канада. Вера е првиот добитник од Битола за наградата Мајка Тереза од Националниот спомен дом на Мајка Тереза од Скопје. Има издадено 18 прозни дела, поетски 46 збирки со поезија за возрастни и една збирка детска поезија и поезија за деца и 44 сликовници. Од тоа 8 алманаси по нарачка или не се збројуваат тие во авторските книги. Втори изданија се издадени прозни дела Беда и Сјај, монографија на Цветин, сликовниците Ема во бајките, Ема во животинско царство, Ема и Ана. На буквата Ж, животни, возот на животни, а растурена азбука доживеа и трето издание. Има собрано и уредено над 56 стихозбирки од група автори, во кои најголем дел се нејзините творби. Член е на Медитеранската академија од Струга, почесен член на Народната универзитетска библиотека Глигор Прличев од Охрид, член на клубот на писатели Коста Солев Рацин од Велес и основоположник на поетско-ликовно-музички манифестации Пауна 2019 од Охрид, заедно со Драган Мијалковски, Живко Поповски Цветин и Марија Џоџа Симон. Има преведено на англиски јазик едно прозно дело за возрастни, Чекори под патот и сликовниците Ива и Неме, и Звонко и Зоран во зимските сказни. Се преведени на српски, англиски и италијански јазик. Сите нејзини дела се самофинансирани и донирани во градинки, училишта, библиотеки и домови за стари лица. Досега има подарено над 30.000 книги. Повеќе за авторот ќе ви каже самата таја, кога ќе ја повикам тука на сцената. А сега сакам за нејзиниот труд, не за нејзиниот труд, него за мојата голема љубов кон Вера, која ете во една случајна прилика пред 20 години се запознавме, па до ден денес останавме заедно во чест на нашето пријателство, во чест на нејзиниот труд, на нејзината љубов, на нејзината хуманост. Сакам во името мое, во името на Елена Мирчевска и на Битре Радождански, кој во моментот од оправдани причини не е тука, сакаме да ја одадеме почит, да ја поклониме нешто кој ќе ја остане во сеќавање на сите овие години поминати заедно на нашата плодна соработка, бидејќи Вера едноставно како да ни го отвори патот надвор од Македонија, да слушнат дека тука има поети, има луѓе кои го сакат пишаниот збор, кои творат и работат, и не треба, ама баш не треба да се во друштвото на писатели за да бидат ценети. Ја повикувам Вера.
да ве има, ама ете се уплашија некој од короната, некој добија корона, некој настина и така да од Сабаре се јавувам дека не може да пристигне. Иначе јас рече били нешто за мене да кажам, јас за мене нема да кажам ништо. Ќе си прочитате во книгите. Јас само ќе се заблагодарам на сите вас и на оние кои придонеле во моето хуманитарно работење. Иначе јас не сум писател, не се сметам за писател, ако имам 100 дела и 105-тото сега го пишувам. Јас сум хуманитарец кој со подарување на сликите само ја продолжив мојата хуманитарна мисија. И тоа ме исполнува, затоа пишувам и ќе пишувам дури можам. А како дојдов до 100-та книга, сега ќе ви кажам, во мај месец минатата година имав емисија со Анита Шијакова за Тера телевизија од Канада преку Skype и тогаш ветив, нели на гледачите им ветив дека ова година ќе изгледам 100-та книга, а тогаш имав само 73 книги. Меѓутоа, имав една сообраќајна несреќа и не може тоа да го исполнам. Па ја замолив мојата внука, па со мојата внука направивме до 99 сликовници, а за 100-та книга јас седев една цела ноќ, еден цел ден и решив ова година на вистина да идам 100-та книга. Ете, тоа ми помогна, после тоа јас и после ова 100-та книга напишав уште 5. И ќе продолжам натаму, а следната цел ми е, имам крстено 130 деца. Значи, кума сме на 130 деца. Следниот собир ќе биде кога ќе издадам 130-та сликовница. До сега имам 46 сликовници, значи ќе одам до 130-та сликовница, за секое дете по една сликовница. Значи, не се битни наградите кои ги добиваме за нашиот труд, битни се овие средби кои ќе останат во сеќавање. Чувате рачна изработка од Елена Мичевска. Ова ти е спомен кој секогаш ќе те подсетува на нас, а јас ќе ти ја прочитам мојата песна која ти ја посвети и во ова рамка ја поставим за еден ден да си ја читаш, да ја гледаш и да се сеќаваш. Кога ја запознав Вера, бев премногу млада. Ми рече Вера се вика и решително тврсто чекореше по патот, што ни малку не наликуваше на мека свила. Чекор по чекор, со насмевка и силна верба, секогаш стигуваше таму каде помошта беше најпотребна. Хуманоста и беше на прво место. Среде војна помагаше често. Бараше изгубени, спојуваше раселени, во криза делеше храна, со благослов Вера Самарјанин стана. Пишувањето и беше хоби, збор по збор, стих по стих, книги една по друга се нижат, без причина или со зацртана цел, долг пат со многу патешествија мина. Ја запознав во Битолската митрополија. Бог така сакал, силните по вера, на верско место ги спојува, а тие се препознаваат по делата кои зад себе ги оставаат. Од Верче научив многу нешта. Да го разпознавам доброто од злото, да помагам без за возврат да барам нешто, да не дозволам бесот да преовладува, туку смирено со љубов да возвратувам. Денес сакам овај ден да е посебен, да знае дека секогаш мисла моја каде да оди ќе ја прати. А јас и после толку години се уште не знам колку со љубов отворила врати, колку детски насмевки
блеснале кога борачи на нејзина сликовница држеле. Нејзината книга на дар ја добиле. Колку душа од нејзините стихови затоплиле. И ништо не треба да се знае. Доволно е што таа покрај мене. Сега ќе го отстапам просторот на секој кој што сака да каже. Значи, Митко Колушевски ќе земи збор, а после него секој што има, ако сака да каже, ќе се прочитат неколку песни од нејзината книга и на крајот ќе го повикам Цвети да завршиме со официјалниот дел, а потоа ќе си играме, ќе си пееме и ќе си се дружиме. Добар ден. Најпрво да и честитам на Вера за сето ова што се случува низ годините наназад, да ве поздравам вас во овој број што сме сега присутни, а понатака ќе видиме и поприсутни и побројни мисли. Си зедов за право од име на сите нас да напишаме на благодарница во стихови. Мислам, немате против. Благодарница во стихови. На поетска дружба во Битола не покани Самарјани Вера. Крај Драгоро под Пелистер во таа Божја убавина се собравме поети, стихописци од цела Македонија. Се сретнавме, се изнаприкажавме, пораки за мир, за љубов во стихови искажавме. А потем македонски песни запеавме, оро заигравме, душите си ги разгаливме. За ваквите светли мигови од срце и благодариме, ќе останат вечно запишани во нашите спомени. Со овој лист Ивана ќе помини и ве замолувам сите по еден подпис на ова, ако може да ставиме, да остане како траен спомен од нашите. Една поезија прво ќе прочитам од моја стоподиска. Мој Охриде, јас мислам мојата дедовина и цела нејзина имовина, нејзините езера и реки, рамните и стрмни патеки. Пишувам оддалеку, од темнината, копнеам по градот на светлината, по неговите цркви и манастири, Охриде, чекај ме, раце рашири. Јад и чемер овде ни труе душа, овде нема мил глас да се слуша. Се е тешко и страно некако, мислам се е туѓо секако. Има и овде езера и водопади, широки улици и плоштади. На мојот Охрид на срце ми лежи, да си дојдам, мислата ми тежи. Да ги откинам овие пранги тешки, да си појдам на тие плажи жешки, од талеви, бисер да си земам, крај езеро да читам и да си дремам. Јас бисерите не ги зедов, ги да го там и го молам на господинот Климе, да зедам благодарница, не само заради бисерите што не ги продари, но заради хуманоста, која ја има видено на многу места, дека ја има изразено. И посакувам на госпожа Вера добро здравје, долг живот и уште многу години да е
нејзиниот живот проткаен со успех и со творечки творби. Да и се исполни желбите, 130-та сликовница, да ги зарадува тие деца кои ги крстила и да и се остваре сите до сега неостварени желби. И големи честитки за ова юбилеј, 100-та книга на госпожа Вера. И еве за човекот кој, мислам, сиот мој живот ме прати, ме подржува во сите хуманитарни активности и другите и семејните секако. Мојот Мил Драган Јалков. Што да ви кажем? Добивам телефонски повик од Нови Сад и Драгане, браво, не се знаеме, ама ќе се запознаеме. Се јавува Вера и подготвила македонска вечер во сред Нови Сад. Има еден хотел Путник, се вика, патник, Путник. Неверојатна вечер, неверојатни спомени и така почна нашата дружба. Пајте сега, дури сме кумови, јас сум кум на нејзините внуци Ивана и Немања, овде во Битола крстени, во овој прекрасен град, каде што јас на времето неславно учев виша техничка машински смер. Опа! Не помалку заслужува од мене, сите заслужувате, меѓутоа не помалку заслужува и Мери Арсовска. Благодарам вече да се дружат. За жената без која ништо не би можела да направам од сите мои промоции, од сите мои прослави, дали се то приватни или вака службени, Елена Георгиевска, за мојата Ленча. Ви кажав дека бев повредена и дека сакам до 100-та книга да стигнам, меѓутоа не можев да стигнам, ми беше забрането да стојам на компјутер. И во тоа ми помогна мојата внука Ивана Килибарда, која исто така пишува, има издадена книга. Па сега, еве и за мојата внука една награда. Јас ќе кажам само дека сум бескрено благодарна што имам тебе како моја баба. После Битола и другите градови се разбира, меѓутоа Велес ми лежи на срцето, затоа што од Велес мојата мајка, многу од детството го врве во Велес, сите летни распусти во Велес. До минатата година имав некој кој ме чекаше во Велес. Сега немам, меѓутоа ги од роднините, меѓутоа ги имам поетите од помото писатели на Коста Солефраци и за председателката Лидија Арсова, која е отсутна
во Франција, сакам да додевам една, ако сака Јасмина да биде земји. Сега не толку сака лошо или добро. Значи, сега кој што има нека кажи, кој ќе си ги завртиме грбовите, нема повеќе расправа. Лошо или добро, кој има нека кажи. Јас сакам да искажам некакви побавни зборови за моја нештивана пријателка Вера Тамарова. За тебе, драга Вера, има многу убави зборови. Иако те запознам неодамна, среќна сум и многу сум задоволна. Но цел ден да зборувам нема да биде доволно да се искажам. Ти си мојата муза на поезијата, ти си мојата инспирација. Ти си мој избор како треба да се твори и како треба да се биде изумана. И несебично љубовта да се дарува. Ти си мојот избор за издавач на мојата трета книга. Ти пожелувам многу здравје и успех и посакувам да се издадеш уште 100 книги. Те почитувам и те сакам, драга Вера, остави ми здрава, жива, среќна и многу успешна. Јас сум Билјана Антоновска-Опитала и Вера исто така е виновник што јас сакам да пишувам една песна за неја за сите вас убави луѓе. Има луѓе со кои зборуваш молчејќи и така ќе споделиш и среќа и тага. Душата ќе ти ја смират, за срцето со љубов ќе ти се припојат. Има и такви со кои зборуваш гласно и долго и ништо не се разбирате, оти со срцата не се допирате. Има луѓе кои кога нагости ти идат, куќата ја соредуваш и пазиш се да е во ред. Ама кога ќе заминат, во срцето ти оставаат неред. А има и луѓе кои ги пречекуваш и кога во домот не си стигнал се да погодиш, но секоја тага со нив ќе ја пребородиш. Тие луѓе со кои зборуваш иако молчиш, со кои сред неред духот си го лечиш, тие се луѓе убави. Чиниш со Бог зарака одат и радост со себе водат. Такви луѓе чувај ги за век, зашто тие се за душата лека. Тој дојде некој да чита. Свети беше. Таму на крај. Еве го цвета. Колку зајчу ќе даваш и да се почне песна? Да. Сега вака ќе направиме. Јас ќе ја изненадам Вера, целото семејство, дури гостите од Германија, од цела Македонија, па не знам,
Вероятно има некој од другаде. Јас од малка Војводина. Така, мала така. После од големата. Ќе отпеам една песна во чест на сите вас, креативци, со срце и душа, која не ја пуштив нигде на никаков фестивал од забавна музика, да речам, каде што има некакви десетици илјади евра и така натаму награди, а ја сметам за прилично вредна во мојот багаж, во моето творештво. Тоа е моја композиција, моја аранжман, мој текст. Симпатична е, мислам дека ќе се најдете сите во неа. Се вика Една звезда. Ова е премиера. Една звезда, ночи празни, неуспит, и во сонот златни сказки ми раскажу. Таа звезда од мали нозет ме посетува, над мене бде и ме гре, ме заштитува. Кај ме носи, кај ме води, не прашувам. Зашто за мене се грижи и верува. Секој свет звезда има, иако не ја гледам, иако цел живот свој не ја допирам. Секој свет звезда има, иако не ја слушам, но дека таа е негде тука, ја чувствува срце, душа. Таа звезда ниту трошка не ми зема, се ми дава, многу желби ми исполнува. Таа звезда душата ме познава, над мене бде ме придружува. Кај ме носи, кај ме води, не прашува. Зашто за мене се грижи и верува. Секој свет звезда има, иако не ја гледам, иако цел живот свој не ја допирам. Секој свет звезда има, иако не ја слушам, но дека таа е негде тука, ја чувствувам срце, душа. Ще да ќе го пренам. Секој свет звезда има, иако не ја гледам, иако цел живот свој не ја допирам. Секој свет звезда има, иако не ја слушам,
што доаѓаат од Охрид. Добар ден на сите. Добар ден. Почитувани пријатели, ние се извинуваме што малку може би доткнеме претходно на Вера, сам се извинувам, но еве преголемата желба да бидеме собат, не спречи да дојдеме тука и да уживаме заеднички во ова прекрасна промоција во премиер. Јас си посакувам уште 3 пати или 4 пати или 5 пати уште по 100 книги на нашата Вера, затоа што таа е човек со големо срце и мислам дека е една меѓу ретките во нашата држава. Да ни е жива и здрава, да и се множат таквите убави моменти и да ви кажам дека утре вечер заедно со Драган и со Марика ќе бидат гости во нашето на Зајди сонце во Трпејца манифестација, која со задоволство прифатија да ја помогнат во смисла на своето присуство и се во мисија на книгата и на нашиот македонски јазик. А во таа чест, јас сакам макар скромно да и се заблагодарам од моето ното на моето срце и душа, во име на моите колеги од Националната установа библиотека Григор Прличев од Охрид, за нејзината преголема хуманост која што ја прави не само оваа година, не само минатата, туку би рекол неколку децении или години од кога и ние се познаваме лично, а и со моите претходни колеги и сегашните колеги. Во оваа благодарница, која е малку што можеме ние да ја возвратиме за нејзината хуманост и добрина, пишува вака: Национална установа библиотека Григор Прличев од Охрид доделува благодарница на Вера М. Самарјанин за континуирано донирање на своји и книги од други македонски автори, напишани на наш македонски јазик. Охрид, 21 јули, разбира 2022 година, и Национална установа библиотека Григор Прличев. Јас би сакал да ја предадам оваа благодарница, да и се множат пред се добро здравје и уште многу писателски музеи. Сега и јас, изчекување дека ќе стигнат, знаеме дека ќе стигнат. За голема благодарност до библиотеката во Охрид, каде што сум јас почесен член, веќе неколку години, и многу убава соработка имаме, многу промоции, многу дружби со возрастни и со деца, со писатели. Сакам за библиотеката Григор Прличев да даме му, ете од мене, лично од мене, но признати. Благодарам. Дали се множи соработката и идејата да ја фотографираат моите колеги. Сакаш? Јас се извинувам што узурпиравме можеби време од забавата која започна, ама малку дотнахме и еве, сепак сме тука. Ви благодарам. Јас мислам дека ова беше еден вид кулминација на средбава во однос на емоциите, во однос на дружењето и целата идеја на еден убав начин Вера да ја прослави и заедно ние со неа 100-та книга, 100-то издание и да се множат и понатаму многу. Благодарам на граните. Благодариме, Милчо. Како што ми кажат, до 100 годишно. Сега имаше ли сега Живко? Драги пријатели, навистина како да се наоѓаме во космосот, со она што Вера како звезда го враќа на земјата и ни го распостила овде како една цветна, разиграна, распеана и разубавена македонска градина. Јас имав прилика во повеќе проекти да учествувам за Блаже Конески, што
pesmi za Blaže Konevski po 100 godini od rađanjeta. To je našиот državnik, bi rekao, čovek koji znajete što znači za Makedonija, особено во ова време. Потоа имавме црно-белиот танц на цветињата и песната, па имавме и една друга илустрација на цела книга и секако најдрагоцена ми е монографијата што ја напиша Вера Самарјани и што заедно со Марика, нејзината сестра, ја финансира во 2 изданија. Навистина, тоа е голем придонес за мене, затоа што таа книга веќе за 2 дена одма се распродава. Се распродава во смисла не да се продава, него се раздава на луѓето, институциите и сите оние кои заслужуваат нешто повеќе да знаат за мене. Сега да не должа многу. Јас би сакал во оваа прилика да и честитам за 100-та книга, за 130-те кумства, за 130-те итри деца и за милион, може би, насмевки што ги подарила преку поезијата, преку нејзината хуманост и нејзината дружба со сите нас. Минатата година започнав со доделување на една скромна моја награда, Цветинова награда за мир. Таа не е по парична вредност, но мислам дека е безценета. Безценета е затоа што нема цена. До сега подарив повеќе такви награди. Првата е подарив, односно доделив на битолскиот шаковски бомбардер Димитар Илиевски, со кој сум пријател 50 години. Потоа на Јордан Плевнеш, на Нова Македонија, на Радио Скопје, на телевизија, македонската телевизија. Потоа на Славко Крстевски, мојот долгогодишен пријател и човек, кој навистина представува според мене Кочо Рацин, Блаже Коневски, не знам кој од овие прероденици. Исто така овде меѓу нас е и Гордана Угриновска, која е учителка овде во Елпида Караманди. Со неја имавме доста соработка, меѓутоа интересно е што со нејзината мајка од 1 до 4 во моето село Брезово, таа ми беше учителка. Видете како оди од колено на колено добрината, убавината и да се подсетуваме на нашите учители. Тие се најважни во животот. Дали се тоа родителите, дали се тоа учителите, дали се роднините, пријателите на работните места, одговорните лица и така натаму. Па да не должам многу јас, би можел уште многу да кажувам, но во оваа прилика, еве, оваа Цветинова награда за мир, ќе ја доделам на Вера Самарјани. Со желба да учествувам и на 1000-тата нејзина книга што ќе ја подарува на сите луѓе од најмалите до највозрастните, од најмалите институции до најголемите. И би сакал оваа прилика да им подарам уште 101 цвеќе, не 100, него 101, кои ќе ви ги подари вам. Тоа се ружи, кои ги доделувам на сите вас и веројатно ќе остане нешто и за други, но ако треба плюс ја се направам и до 130. Сега да и доделам и една Цветинова награда за мир на нејзината сестра Марика Патанджиева, која финансираше оваа книга, овој монографија за Цветин,
Isto така таа е моја колешка, покрај тоа што пишува и е слика. И токму еве и за неја ја подарувам ова Цветинова награда за мир. И искрено да ви кажам дека овие сестри гледам заедништво и тоа на вистинско сакање. И тоа нека биде пример за сите сестри во Македонија и за сите браќа секако и за сите пријатели и сите оние кои се различни да бидеме исти, да ја сакаме Македонија, да се бориме за неа, да придонесеме за неа и да биде вечна. И ако ми дозволите на крајот, еве со оглед дека стои една роза подарува, да ја изрецитирам песната Ружа од Блаже Конеса. Тој ми ја подари 86-та година, а јас сакам да ви ја подарам денес на овој прекрасен убав настан. Гледам сите сте расположени и верувам дека ќе понесеме се што е најубаво од овде кон сите краеви кај што живееме, меѓу пријателите, меѓу роднините и меѓу сите луѓе во нашата земја и пошироко. Ружо со лисје како меки усни, ти цутена на полјанка те следам. Те следам скришно, девојченце мое, и само гледам, и само те гледам. Ружо, јас сакам оној румен звук што во тебе се таи да го слушнам. Ружо, јас сакам и ќе дојдам вечер, скрише да те гушнам. Ве гушнувам сите вас. Некој да имаше желба нешто да прочита, да поздрави, да изрецитира или така. Ако не, што имаме на програма, да тоа ќе го тераме натаму. Може? Gleda skroz devojčice
Uže srce da mi gori. Ja kad sam ona ne navika, da ne sam tamo navika. Nika, ljubav majka, mi ostavi samo slika, mi izveka moja ta majka, slobodno svršenika. Nika, ljubav majka, mi ostavi samo slika, mi izveka moja ta majka, slobodno svršenika. Što me vole i na tebe što me zvore. Mateja, čimborove, mojte pesni, mojte zvoro. Nika, ljubav majka, mi ostavi samo slika, mi izveka moja ta majka, slobodno svršenika. Nika, ljubav majka, mi ostavi samo slika, mi izveka moja ta majka, slobodno svršenika. Bože, što mi stavi, uže srce da mi gori. A ja smemam toku zima, na te vrata moja mila. Nika, ljubav majka, mi ostavi samo slika, mi izveka moja ta majka, slobodno svršenika. Nika, ljubav majka, mi ostavi samo slika, mi izveka moja ta majka, slobodno svršenika. Srce mi leži milama, moje paluta zmija. Ne mi bila zmija, milama, ne mi bila zmija. Aj ne mi bila zmija, milama, tu je kara seva. Aj ne mi bila zmija, milama, tu je kara seva. Sepinite oči, milama, sepinite oči. Aj sepinite oči, milama, crniče rešovi. Aj sepinite oči, milama, crniče rešovi. Sepinite vekli, milama, sepinite vekli. Aj sepinite vekli, milama, morski prijateljici. Aj sepinite vekli, milama, morski prijateljici.
tenka polovina, aj se grda slavna mila, mamo, tenka polovina. Jasno je znam da igramo. Na ljubav cvet, na moja ta mladost, no postanuvaš kruva i sosema druga. Begaš od te, što bilo del, na kojoj cvet i plačeš i gori.